Како што најавив, по рекламите следуваат вестите на Ирис телевизија. Променливото време им донесе главоболки и промена во крвниот притисок на штипјани. Намета се метеопатите, но и хронично болните. Специјалистите советуваат да се внимава со исхраната која се консумира, нагласувајќи дека голем дел од симптомите ќе се зачестат како последица од промената на сметањето на времето. Главоболки, малаксаност, поспаност. Ова се најчестите симптоми на кои деновиве најмногу се жалат штипјани. Речиси секој втор човек се соочува со овие здравствени проблеми. Па да ти кажам, влијаат. Што чувствувате најчесто? Чувствувам слаботкрвност, нешто врте ми се свесто, главата ме боле. Чувствувам промени. Пиете ли терапија некако? Не пием. Не пием. На некои влијаат, на мене баш лично не. Не. Вие значи не сте метеопат? Не сум метеопат. А кога има промена на температурата, ништо не чувствувате? Па не. А мажо ми да, он сега поготово во време пролет и есен, да. Што најчесто чувствува? Кои се симптоми? Кажува дека колената го вртат или зглобовите. Како причина лекарите ги посочуваат временските разлики, односно честата промена на живата во термометарот. Најчесто страдаат метеопатите. Новите температурни разлики организмот тешко се приспособува, особено влијание има врз децата и постарите лица, особено хронично болните. Се манифестираат со промени во крвниот шеќер, со хипертензивни кризи, ревматски тегоби, настинки, фарингити, особено кај децата. Засега на оделенијата во Штипската болница е мирно. На неврологија се примаат вообичаен број на пациенти, но таму советуваат редовни контроли, а со исхраната да внимаваат посебно хронично болните. Ако имате ризик фактори, покачен крвен притисок, уште еднаш ќе кажем, шеќерна болест, треба се внимава на исхрана, значи исхрана што не содржи сол, маснотии. Значи, здраво да живееме, да го заштитиме нашето здравје, за да не бидеме кандидати за мозочни удари. И почести контроли, се извинувам што ве прекинувам, почести контроли, макар и превентивни, кај специјалисти, кај матични лекари, еднаш до 2 пати во годината. Според синоптичарите, променливата временска прогноза ќе се задржи до четврток. Во петок не очекува сончево време, а за викенд повторно дожд. Штипскиот универзитет започнува со одбележување на 10 годишниот јубилеј. Ректорот Боев на денешната пресконференција истакна дека како најмлад универзитет добро се носи со сите предизвици, а наредниот период задача ќе му биде подмладување на наставниот кадар. Штипскиот универзитет Гоце Делчев почнува со одбележување на 10 години од своето постојање. Факултетите од утре почнуваат со свечено доделување на дипломите на студентите од прв и втор циклус, а утре во 19 часот концерт во мултимедијалниот центар има Емилија Потевска. На 23 март ќе биде свечената академија, на која ќе се промовира филмот 10 години угада. Го реализираат студенти и професори од Филмската академија. Во рамките на уметничкиот дел ќе настапат Владко Стефановски, Никола Ристановски и Тони Китановски. Одбележувањето на 10 годишниот јубилеј на Штипскиот универзитет Гоце Делчев завршува во недела со традиционалната велосипедска трка. Мислам дека е исклучително важен момент за една ваква установа да се развие на ниво на кое е сега за еден период од 10 години и мислам дека значајниот придонес што го направи оваа установа во развојот на високото образование во Република Македонија и посебно во овој регион е недвосмислено голем и мислам дека заслужува обележување на начин на кој ние тоа планираме да го направиме. Цела недела, во текот тргнувајќи од утре па до наредниот четврток, имаме настани кои го обележуваат нашиот патронен празник 27 март, денот на основањето на УГД. Во изминатите 10 години на овој универзитет се запишале од 25.000 до 30.000 студенти. Меѓутоа, ја слободно ќе кажам дека бројот на завршени студенти и дипломирани студенти на УГД не е така голем. Значи, бројките до сега издадени дипломи не минуваат 3.500 дипломи кои се издадени на УГД во првиот цикл на студии, околу 500 дипломи на вториот цикл на студии и имате некаде околу 5-60 дипломи на третиот цикл на студии. Значи, станува збор за една млада високообразована установа која со сите проблеми кои ги има во себе, со сите недоречености што ги има во себе, со незаокружената кадрска структура на универзитетот, значи недостатокот на многу голема количина на млади
пред се асистенти и млади професори, мислам дека сепак добро се носи со сите предизвици на времето во кое живееме. Во моментов на Штипскиот универзитет се потребни околу 200 млади асистенти или професори. Потреба од млад наставен кадар има на сите факултети. Боев забележа дека како најмлад универзитет сепак добро котира и е второ рангиран државен универзитет во земјава. Задача и цел на ректорот во наредниот период ќе биде поголемо ангажирање на младите како кадар на универзитетот и квалитетна настава за студентите кои студираат на факултетите. Земјоделците си ги бараат субвенциите, се закануваат со протести покрај законските пречки кои не дозволуваат нивна исплата. Јавното предпријатие Стипион 2011 ги започна активностите за уредување на тротоарите низ градот. Доколку граѓаните имаат предлози за урбано уредување, истите да ги достават до јавното предпријатие. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 започна да ги уредуваат тротоарските површини низ градот. Оному каде што имаме нарушен, така да речем, тротоар или со текот на времето самиот тротоар пропаднат, дали ќе биде од бетон или од асфалт, ние тоа сакаме да го измениме, значи поставуваме бекатон плочки и секаде оному каде што има потреба во градот, ние ќе работиме на уредување на овие тротоарски површини. Инаку започнавме со улицата Сремски фронт, каде што сметаме дека е доста оштетена и по целата нејзина должина ќе одиме према населба Дузлак. Започнавме тука на делот од кружниот ток према црквата Свети Климент. А веќе се префрлуваме уште во текот на денешниот ден на Сремски фронт, поточно кај Кам Маркет, Нада Меркур и продолжуваме од училиштето Димитар Влахов према населба Дузлак. Тендерот за уредување на тротоарите низ Штип е на општината, а јавното предпријатие Стипион 2011 е изведувач на активностите, посебно за поставување на бекатон плочки. Тендерот го има завршено собранието на општина Штип. Услугата ја врши само јавното предпријатие Стипион, односно со уредувањето на бекатон плочки. Инаку екипите на овај јавното предпријатие Стипион веќе работат и на уредување исто така со бекатон плочки на пристапни стази на фудбалското игралиште Белобрадо, каде што тренираат школите на фудбалскиот клуб Брегалница. Иванов посочува доколку граѓаните имаат предлози за уредување на тротоари и истите да ги доставуваат до јавното предпријатие Стипион 2011, а јавното предпријатие ќе излезе во пресред на сите барања на граѓаните. Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија и Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоца Делчев Штип денеска на студентите организира работилница на тема оригиналноста во преводот, почет кон индивидуалноста на авторот и кон јазикот. Практично со помош на професионалните преведувачи од Сдруженијето денеска студентите на Филолошкиот факултет преведуваа книжевни текстови. Деканот на Филолошкиот факултет Драгана Кузмановска вели дека денеска студентите почувствувале со какви реални проблеми можат да најдат при преведување на еден таков текст. Направивме еден проект стекнување и развивање на компетенциите на преведувачите и толкувачите на нашиот филолошки факултет од сите јазични групи: англиски, германски, турски, во паралела со македонскиот јазик. И еве денес ние ќе се обидеме практично со помош на нашите колеги од ова здружение да им покажеме на нашите идни преведувачи и толкувачки со што ќе најдат кога ќе излезат на пазарот на трудот. Председателката на Сдруженијето на преведувачи Огнена Николујски вели дека како здружение се залагаат за унапредување на професијата и за нејзина поголема видливост. Смета дека овие работилници се корисни за студентите со цел практично да осознаат како треба да се преведува еден текст. Според неа, еден преведувач мора постојано да истражува за да автентично преведе еден текст. Мора да се истражува предходно за да се види што е она што го карактеризира стилот на авторот и како тоа на македонски ќе звучи.
најсоодветно, најприродно, затоа што не можете вие да ставите еден мангуп од 16 или 17 години, кој што зборува искршен и неправилен странски јазик, да го ставите вие литературно да си зборува на македонски како да завршил академија. Значи, мора да му најдете, да истражувате, да видите како денес зборуваат младите и да го изнајдете тој јазик што е потребен, за да навистина се почувствува дека тој лик во книжевното дело има 16 години и не зборува правилно, не го зборува правилно својот јазик. Николски забележа дека не држи констатацијата дека македонскиот јазик е сиромашен за да се изразат одредени чувства, туку преведувачите на делата се тие кои треба да бидат ангажирани и да навлезат подлабоко во еден текст. Во моментов во земјава има потреба од преведувачи на шведски јазик и на останатите јазици од скандинавската група. Земјоделците си ги бараат субвенциите, се закануваат со протести и покрај законските пречки кои не дозволуваат нивна исплата. Земјоделците си ги бараат субвенциите, не отстапуваат од барањата. На нозе се кренаа земјоделските здруженија кои стојат на ставот дека без субвенции нема напредок во аграрот. Од некои експерти со рогови, кои што исто така кажуваат дека субвенциите што досега ги возуваше владата во аграрот се фрлање пари во овие бурина без газели. Тоа е срамота, се каже. Затоа што преку тие субвенции нашиве земјоделци успеваа она што го украдеа од купувачите на некој начин да го намалат преку субвенциите. Че субвенциите се дава за да се подобрат состојбите во аграрот на оние земјоделци што живеат од земјоделството и тие со тие средства да обезбедат поголемо производство за потребите на нивните семејства. Овчарите пред нова година ги чекаа субвенциите, алармираа за лошата состојба во овчарството, барејќи да ги добијат порано за да ги покријат направените трошоци, да купат храна и исплатат овчарите. Субвенциите лани ги зема, сега за оваа година не се дадени. Сега треба да ги пушта. Некој храна му требава ечмен, некој јонџе нема да му стас. Овчар плати 500 евра и на тебе шо ќе ти остане? Ништо. Ништо не остане. Во интерес на нас, земјоделците, тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват, како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и покријат ни трошковите, барем ако не друго. Ако нема род житарица, барем тоа ни покрие. Ако не, тоа па ичпа, за никаде. Пролетната сеидба е на прагот. Земјоделските здруженија прогнозираат загуби во производството ако навреме не ги добијат субвенциите, а се закануваат и со протести. Министерството за земјоделство бара начин да најде решение кој нема да се коси со законската регулатива. Социјална или развојна компонента, намалени обработливи површини, намален сточен фонд, намалено производство, зголемен увозот на храна, контрадикторни резултати од ефектот од земјоделските субвенции. Најголем дел од средствата за финансирање одат за поддршка на приходите, а само мал дел се инвестира, посочија во еден од извештаите експертите на Светска банка. Најверојатно од септември ќе започне конзервацијата на тврдината Исар. Целосно нов лик тврдината треба да добие за 6 до 7 години. Проектот ќе чини 1.200.000 денари. Дел од средствата ќе бидат обезбедени преку Министерството за култура, а другиот дел се планира на донаторска вечер да се обезбеди преку бизнис секторот. Околу 1.200.000 евра ќе чини конзервацијата и реставрацијата на штипската тврдина Исар. Дел од парите ќе бидат обезбедени преку Министерството за култура, а за остатокот ќе се лобира финансиски да помогне бизнис секторот и локалната самоуправа. Сакаме да ги вклучиме заинтересираните физички правни лица за донација и во таа насока планираме да направиме една средба, може би една донаторска вечер, на која општината Штип и Заводот музеј Штип ќе ги објаснат
бенефициите на граѓаните и на градот од реализација на овој проект. Веќе е изработен и проект во 3D анимација. Според планот, со работа неверојатно ќе се стартува од септември, а целосно работите треба да бидат завршени за 6 до 7 години. Таму ќе бидат реконструирани 11 кули, бетонски платна, објекти внатре во Акрополот, но и планираме и делумна, односно целосна реконструкција на црквата која се наоѓа на овој дел. Тврдината што денес се гледа од Дисарот е градена во 14-тиот век, а според наудите за прв пат е подигната во 2-тиот век од нашата ера. Од тој период потекнува и тунелот долг 30 метри, кој води од врвот на тврдината, па се до западното подножје во ниво на река Брегалница. Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој организира инфосесија за 4-тиот повик за инструментите кои опфаќаат кофинансирани грантови. Денес во Штип инфосесија на Фондот за иновации и технолошки развој за повикот за инструментите, кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва и кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Целта на денешнава посета е промовирање на процедурите на фондот и како потенцијалните апликанти кои што ќе присуствуваат на овој настан да ги осознаат начините за успешно аплицирање до средствата од фондот. Во овој повик имаме два инструменти, кофинансирани грантови за стартап, спин-оф, трговски друштва и иновации и кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации. За овие два повика фондот обезбеди вкупен буџет од 1.450.000 евра, што е за околу 25 компании кои евентуално би ги добиле средствата. Буквално, значи, може да аплицираат компании од било кој области, фондот не ограничува никакви, не фаворизира никакви компании или дејности, може да аплицираат сите, со тоа што би ги поканил сите заинтересирани да ја посетат страната на фондот fitra.mk, каде што би се информирале подобро за начините. Инфосесијата е во соработка на Фондот за иновации и технолошки развој и Источнопланскиот регион. Има два инструменти. За едниот инструмент за стартап и спинов фондот обезбедува до 30.000 евра, или тоа е 85% од кофинансирањето, преостанатите 15% треба да бидат обезбедени од страна на самиот апликант. Кај другиот инструмент што е за комерцијализација на иновации, фондот обезбедува до 100.000 евра или 70% од вкупниот буџет, а преостанатите 30% треба да бидат обезбедени од страна на самиот апликант. Од претходните повици за иновации се финансирани 37 компании од сите сектори, но најголем интерес има од IT секторот. Не чувајте вредни предмети дома, заклучате ги влезните врати и на возилата. Делувајте превентивно, поставете аларми и видеонадзори, за да ги спречите крадците да влезат во вашите домови и ви направат штета, апелираат надлежните од полицијата. Кратците не бираат место ниту време да влезат во домовите на граѓаните и оттаму да заминат со вредни предмети, по куќнина, злато и пари. Оперираат во куќи, викендички, паркирани возила. Полицијата ќе ги фати кратците, но не секогаш украдените предмети ќе бидат пронајдени и вратени на оштетените. Дека влегуваат во било кое време, потврдуваат штипјани, кои велат дека не се безбедни. Едно време ќе го оставам у нивото и ја мута ќе се оземам, а сега дома заклучувам. Усред Белден се крај. Отворено е прашањето што граѓаните направиле да го заштитат својот имот. Полициската пракса покажува дека и човековото невнимание, скодна прилика, незаклучени домови, оставени паричници и скапи телефони во необезбедените автомобили се провокација за рамиите кои посегнуваат по нив. Затоа надлежните постојано апелираат граѓаните да превземат мерки со кои ќе го заштитат имотот од кратци. Сите врати и прозорци да бидат добро затворени. Не оставајте вредни предмети на видно место и не ги сокривајте на места вообичаени за оставање. Поставете техничко обезбедување, како звучен аларм и видеонадзор. Оставајте го клучот кај соседот
негувајте добрососедски односи, формирајте и учествувајте во работата на куќните совети и сите сомнителни безбедносни појави пријавете ги на бесплатниот телефонски број 192. Статистиката на полицијата за подрачјето на општините Штип и Карбинци бележи намалување на криминалитетот за 5%. Во втората половина од 2016 биле евидентирани 424, а во истиот период предходната година 448 кривични дела. За 7, односно 13% се намалил бројот на поднесени кривични пријави и пријавени сторители. Во второто полугодие од 2016 година биле поднесени 375, во 2015 405 кривични пријави. Од 312 на 271 се намалили бројот на пријавени сторители. Во управата за јавни приходи граѓаните ги поднесуваат годишните даночни пријави. Крајниот рок истекува утре на 15 март. Заклучно со вчера 13 март во Штип се поднесени 13.052 годишни даночни пријави. Од регионалната дирекција на управата за јавни приходи Штип информираат дека утре шалтерите за поднесување на годишни даночни пријави за граѓаните ќе работат до 18 часот. Извршена е ждрепката за полуфиналните надпревари во рамките на Купот на Македонија во одбојка. Екипата на УГД Студент за противник ја доби екипата на Струмица. Вчера во Скопје се изврши ждрепката со која беа одредени полуфиналните двојки во рамките од Купот на Македонија во одбојка. Ждрепката сакаше одбојкарите на УГД Студент за противник да ја добијат екипата на Струмица, а вториот полуфинален пар е Вардар Лешок. Домаќини на првите средби ќе бидат Струмица и Вардар, а термините и за првите и за реванш средбите накнадо ќе бидат утврдени. Што се однесува до првенствениот дел, одбојкарите на УГД Студент загубија нагости од моментално водечкиот тим на Провиштип со резултат 3:0 во сетови. Женската екипа на УГД Студент својот првенствен надпревар со екипата на Јанта Волеј ќе го одигра во четврток во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Во организација на Атлетската федерација на Македонија во Скопје се одржа државното првенство во крос-кантри во поединечна и екипна конкуренција. На земјената патека на кеот на Вардар се одржаа трки во повеќе дисциплини во машка и женска конкуренција. Согласно календарот, Атлетската федерација на Македонија беше организатор на државното првенство во крос-кантри, на кое настапија атлетици од сите македонски клубови. На земјената патека на кеот на Вардар се одржаат трки во повеќе дисциплини, поединечно и екипно во машка и во женска конкуренција. Во зависност од возраста беа застапени следните дисциплини: трка на 800 метри, на 1000 метри, на 3000 метри, на 4000 метри, на 6000 метри, на 8000 метри и на 10000 метри. Од градот Штип на трката од 6000 метри младинци до 19 години настапи Кристијан Китанов, кој во конкуренција на 15 надпреварувачи го освои одличното второ место со резултат 21 минута и 24 секунди. Организаторот Атлетската федерација на Македонија на најдобрите тројца во поединечна конкуренција им додели медали и дипломи. Екипните победници добија дипломи, а севкупните победници во машка и во женска конкуренција добија дипломи и пехари. Следен предизвик за Кристијан Китанов ќе биде трката Трчаме кон целта во должина од 5000 метри, што ќе се одржи на 2 април повторно на кеот на Вардар. Овде ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе информации посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Пријатно!